Ако сакате да се научите како да си расчистувате патеки од тревки и други растенија само со помош на вода и без употреба на алати, тогаш ова е видеото за вас. Останете тука, гледате го видеото, ви покажувам како се расчистува патека од треви само со помош на вода. Би сакал да се заблагодарам на сите мои членови, на сите мои претплатници и воедно на сите мои поддржувачи и да ве поттикнам и вас другите да станете членови, да го поддржите Сонцогор, затоа што ми е потребна вашата поддршка. Станете членови, претплатете се, а ние продолжуваме со видеото. Дојде време да го средиме малку Сонцогор, ќе си правам една патека и ќе ви покажам како најлесно, најеколошки да си направите патеки низ вашиот имот. Гледам многу луѓе користат пестициди и тие се ефикасни, ќе ви ги убијат тревите, меѓутоа тие пестициди продолжуваат да пропаѓаат надоле во земјата и постои опасност да ви ја загадат водата. За да не се случи тоа, постојат многу ефикасни методи за чистење на травите. Секако најефикасна се нашите раце. Значи, нашите раци може да корнат многу лесно трава, меѓутоа можете да си направите патеки и да расчистите травата со помош на врела вода. Сега ќе ви покажам. Еве, јас тука си стоплив вода и само ќе ја полиете. Ово е жешка водата, само пазете да не се попарите. Ја ова ќе повторам уште неколку пати. Значи, зовривате вода и ја истурате на местото каде што сакате да си направите патека и растенијата од врелата вода ќе изумрат, а водата нема да ви ја загади околината и нема да ви продре во почвата. Ајде сега уште неколку пати да истурам, па ќе видите што се случува со растенијата. Значи, истурив неколку пати врела вода врз растенијата, ги почекав да умрат и сега ќе видите колку лесно ќе успеам да ги соберам. Тоа е еден од најлесните и најефикасните методи доколку сакате да не ја труете околината и вашата земја и да не фрлате пари, да си направите патеки со помош на врела вода. Доколку имате бојер, супер, јас морав да топлам. А меѓутоа, ако имате бојер, само полните од бојерот топла вода и истурате и решен проблем. Не купате истурете и оставете ги растенијата да умраат. Јас истурив, ги оставив 1 час да стоат и видите што се случува. Значи, како што гледате, растенијата многу лесно испаѓаат, затоа што со врелата вода им губивте коренот. Сега ќе го повторам процесот и на другиот дел од патеката и ќе си добијам една исчистена патека без многу мака и без употреба на пестициди. Многу беше обраснато, меѓутоа гледате се расчисти. Уште еднаш, 2 пати да истурам врела вода ќе биде стакло патеката, ќе нема ни тревче.
И ете така, за некој пола сат успеав да си ја расчистам патеката и тоа само со помош на врела вода. Пак ќе повторам, доколку не сакате да употребувате хемикалии, доколку сакате вашиот имот да биде чист, да си живеат светулки, бубамари и разни други суштества кои што се осетливи на хемикалии, и доколку не сакате да си ја загадите подземната вода која што има на вашиот имот, тогаш употребувајте врела вода за убивање на тревките. Тоа е најефикасно и најеколошко. Ета, јас го направив тоа. Јас во Сонцогор се трудам се да ми биде еколошки, затоа што ова е едно од ретките места кои што јас си ги викам храм на природата. Па така јас ќе продолжам Сонцогор да го третирам како храм на природата, а се молам, се надевам дека и вие ќе го направите истото. Затоа што едноставно нема кој да не научи, треба сами да истражуваме, треба да гледаме од примери и така натаму, така натаму. Ете, видовте колку е ефикасна врелата вода за уништување на тревки. Пак ќе кажам, се надевам дека ќе го примените овој термин, се надевам дека ќе го примените овој метод, термин не знам од кај ми дојде во глава. Јас ќе го завршам тука видеото и ќе ви го посакам секое добро, и за крај, како и секогаш, да ве потсетам уште еднаш да се претплатите, ставете едно лајкче, ако можете станете и членови, поддржете го проектот Сонцоговор. Ви благодарам, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.